Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во импровизираното студио на Радио Пела, кое што е во близина на нашето студио, односно поточно во близина на сладкарницата Шар, со кој што Радио Пела соработува и еве овозможи на овој начин да направиме еден разговор во ова летно време, во овие летни горештини, да излеземе од студиото, но и да посочиме на одредени теми кои што се однесуваат на земјоделството, односно препораки, заштита и начини како може земјоделците во овие летни горештини и во овие периоди кои што се најавуваат дека дополнително ќе се загрева и почвата и воздухот, да можат земјоделците да знаат и да се информираат кои се начините на заштита на растенијата и на земјоделските култури. Разговараме со Ели Ристеска, агроинженер од земјоделската аптека Фиталија, со која што ќе преговориме на повеќе теми. Јас најпрво, добре ни дојде. Благодарам на поканата. Јас најпрво би посочила за она кое што се најавува, а тоа е дека уште на почетокот од летото веќе се најавуваат топлотните бранови кои што доправа ќе следат, но топлотниот бран кој што не очекува е само за неколку денови. Се најавуваат температури од над 40 степени Целзиусови, што би значило дека на отворено може да достигнат температурите и до 50 степени Целзиусови. Тоа значи да се преземаат одредени мерки за да можат земјоделските култури да преживеат и нормално да го дадат оној принос кој што е потребен. Како може да се ублажи тој недостиг од вода на растенијата и доколку има начини за наводнување, како да се врши тоа наводнување? Има неколку начини, но кои се твоите препораки? Точно така, не очекува високи температури, осцилации, како што најавив во претходните емисии. Мора да се заштитиме за да имаме добар принос и добар род. Мојата препорака е секогаш да се наводнува после 7 вечерните часови. Доколку нема простор за наводнување, нема вода, препораката е зајакнување на културите, односно јакнење на имунитетот. Тоа се прави со добра заштита и добра комбинација на препарати. Мора да му се даде на културата она што е потребно, дали станува збор за пипер, за тутун и други градинарски култури. Доколку не се направи тоа, растението самото си вене и настапува смрт кај самата култура или па недоволен принос на она што го посакуваме и заради тоа одгледуваме и сме земјоделци. Има ли такви препарати кои што го зајакнуваат имунитетот? Има препарати. Кај мене во програмата, јас годинава вклучив, секоја година имам новитет, а тоа се мора да оди паралелно со временските услови. Моментално пестопо прави брза регенерација на културата, го зајакнува имунитетот на самата култура, овозможува подобрување на после стресни моменти како што беше градот кој не нападна сега во блиско минато пред неколку недели, пред неколку денови. И на самата ја подобрува, ја разработува, значи ги разработува микроорганизмите на површинскиот слој и создава подобар хумус, автоматски ги подослободува, односно ги отвора капиларите на почвата за да може почвата да си работи и да овозможи добар род кај самата култура. Како се нанесува овој препарат и рековте дека може да се надминат тие стресни ситуации во едно изголемување на имунитетот. Дали тоа значи дека потребна е вода со наводнување или пак со распрскување? Со распрскување, значи доволно е да се распрска и да си самата култура да си го прими, значи од кореновиот систем и преку листот.
и автоматски за неколку дена се стекнува имунитет и самата култура си има добра вегетација. Во пестопа не е џубриво. Да се разбериме, тоа има и инсектицид ласер кој ни овозможува, многу имаме напад на трипса и овозможува да не ослободувам, односно ја уништува трипсата заедно во комбинација со други инсектициди. Ласерот ни е добро познат, стар препарат кој нема каренца и е многу добар за таа намена. Исто така и штитести вошки ништи, но треба да се комбинира например со делтаметрин, активна материја, за да го продолжи неговото дејство. Доколку е добра комбинацијата, немаме проблем од било каков вид на инсекти, заради тоа што имаме годинава напад ради жестиниве и вошката стекнала резистентност, односно имаме наезда на вошки и мутација исто. Може да се, мислам, ларвите ние не знаеме за каков вид на инсект станува збор, може да одат и до 4-та генерација, затоа не можат земјоделците да ги уништат. Доколку се уништи еден вид, другиот вид не, или доколку се уништат живите, ларвите не се уништуваат, затоа треба комбинација на повеќе активни материи и да направиме една бариера, стоп на инсектите, да му дадеме имунитет да ја дадеме имунитет на културата и таа да се развива и да нема проблем од напад на инсекти, ради тоа што самите инсекти носат и вируси и автоматски се слабее имунитетот на културата и може да дојде до таков степен, значи смрт на културата или намален принос. Климатските промени предизвика навистина големи стресни ситуации кај растенијата, но исто така предизвикаа мутации и кај растенијата и кај инсектите. Дали фитофармацијата може да одговори на барањата на земјоделците, односно за заштита на овие мутации кои што се јавуваат кај инсектите? Рековте дека годинава навистина има некои мутации кои што се забележуваат кај растителните вошки. Може ли да се сузбијат тие навремено и како да се нанесуваат тие препарати доколку ги има? Значи вака, нема трпение прво ке земјоделците, самите препарати доколку се стават има, значи зато пишува каренца. Значи има препарати што делуваат 14 денови, 21 ден. Што значи тоа, да го појасниме? Значи, ако нема наезда на вошки, значи тие се уништуваат, значи за брз временски период. Но доколку има наезда, значи како што ларвата, значи како што се веди, постепено, значи да се уништуваат вошките, таа процедура трае до 21 ден, пошто ние не знаеме, значи доколку генерации има вошката. Пошто станува збор за штитеста вошка, станува збор за крвава вошка, она црвена вошка што се јавува исто кај тутунот, станува збор за трипса. Трипсата, значи на секој 7 дена треба да се третира, ради тоа што не знаеме 3 до 4 генерации сигурно би имала. Доколку е навремено, значи третирано, нема проблем, а трипсата доколку не се третира навремено, доколку дојде до мозаик на самата култура, значи тога станува стоп и нема принос, џабе одгледувањето, едноставно ни ја утнале годината. Она што сакам да ве запрашам е како земјоделците би знаеле за каков проблем се работи, бидејќи треба сепак еден вид на дијагноза да се направи доколку се гледа дека растението нешто не е во ред, како тие контактираат со вас, на кој начин вие ќе знаете што препарат треба да се посочи за да може да се заштитат растенијата. Каков е контактот со земјоделците и за да се направи соодветна програма за заштита, особено еве кога станува збор за болести и инсекти кои што напаѓаат во текот на овој период?
Значи вака, јас работам или на терен, или со слика, или директно идат со корен во мојата земјоделска аптека, за да знам за што се работи, за што станува збор. Кај секој земјоделец индивидуална програмата, зависи од состојбата на културата, и така се прави програмата, значи она што му фали, и кај секој има различен вид на инсекти, различно заболување или пат на имунитетот, зависи за каква состојба станува збор за самата култура и што и треба. Моментално од страна на инсектициди имаме исто така новитет, за разлика од 500 имаме и ортоксот, значи ништи штитеста вошка, го ништи трипсот, што ни е најбитно, крвавата вошка, болвата, значи таков препарат со нова активна материја, фентифоксимате, значи многу добра активна материја што стварно значи се покажа на терен добро, сузбива доста вид на инсекти, мора да оди во комбинација годинава, пошто таква е годината, не можеме да одиме само со еден препарат. Јас го комбинирам со делтаметрин или со ламда цихалотрин, односно карис, детиол и ред други препарати. Амоспиланот системичен е но не може самостојно да ги сузбија вошките, ради тоа што станува збор не само за штитеста вошка, туку кај некои станува збор и за крвава вошка и за други вид на мутации, затоа се јави дилема кај земјоделците. Но не е проблем, се ништи само со трпение и со добра комбинација на препарати, значи добра заштита. Она што би сакала да ве запрешам е тоа дека изминативе денови, кога Прилепско го зафати невреме, атарите на одредени села навистина претрпеа голема штета од градот, кој што некаде, ајде да не кажуваме проценти, но би рекле над 60% беше уништени и тутунот и градинарските култури. Очекуваме во летото повторно да има такво невреме. Кои се вашите препораки во однос на ваквите состојби, што треба да се преземе веднаш после вакви невремиња и дали има препарати за заштита и подигнување на имунитетот веднаш по штетата која што е направена на земјоделските култури после град? Значи, после градот обавезно треба да се оди со фунгицид врз база на бакар, не секако фунгицид, туку оној што се меша со сите препарати, за да не одат постапати да третираат, туку да заштитат она наеднаш, брзовремено, навремено и да биде добра заштитата, за да му се даде залет на самата култура. Моментално најдобро е да третираат со паста кафаро, копфорцето исто е добро, и да му се даде на културата прихрана за да стекне имунитет. А ради тоа што после градот има самата култура лежи во вода и има напад на гавични инфекции, ако се јави црнилка, доколку ја имало во почвата, значи тоа е склоп на повеќе паразити, односно габи, кои што брзо се размножуваат и можат да направат проблем. Затоа треба да ја сведиме во хронична фаза, за да ја дадеме на културата залет и да си има добра вегетација. Моментално амалгеролот после стресот е најдобар, ради тоа што прави брза вегетација заедно во комбинација со стопот. Амалгеролот е од морски треви, есенцијални масла и толку му е добра вегетацијата што може да ја направи на самата култура залет. НК12 е со високи аминокиселини и морски алги. Тобако серот е со хумусни материи, морски алги, односно хумусни фулвокиселини, органска материја од вулкански карпи.
нема во него морски алги, во Инка 12 има морски алги. И заедно во склоп значи си се надополнуваат и прават за 5 дена брза вегетација, си зема залет културата и самиот земјоделец ќе се изненади, значи стварно има добар резултат и добар принос, доколку го зајакнеме имунитетот на културата, значи дека тоа после нема значи да има проблем за во текот на вегетацијата, веќе си тргнало напред, си се вегетира и си се навикнало на високите температури. Едноставно си вегетира и без водата нема да му биде проблем, ради тоа што ги има потребните макро и микроелементи. И оно прашање кое што секогаш се поставува е колку традиционалните начини за заштита и прихрана на растенијата во овој период, во период кога навистина сме сведоци на климатски промени, помагаат при развојот на растенијата. Јас само ќе спомнам еден од традиционалните начини е тараната, колку тоа помага во овој случај, односно дали повеќе штети од колку што помага. Тараната во моментот е најголемиот штетник што може да го стави, односно најголемиот отров што може да се стави во културата, ради тоа што тараната, доколку не се прими во нитритна форма, значи таа се создава NH4, тоа што значи тоа е најотровниот газ амонијак, што може да направи толкав голем проблем, да ја набија почвата, да го стегни коренот кај самата култура, дури да направи и угинување, односно подгорување, дури и умирање на самата култура и губива имунитетот. На крајот од овој разговор јас би ве запрашала во време кога се наоѓаме на почетокот од летото, кои се генерално вашите препораки во однос на тоа да се следили развојот на растенијата, како да се реагира, на каков начин можат да стапат во контакт со вас и што е она приоритетно што може да се нагласи, бидејќи рековме пред нас е долго лето, долго топло жешко лето кое што можеби на одредени места и до 50 степени Целзиусови ќе има на отворено на нивите каде што се одгледува во Прилепско тутуни и градинарски растенија. Што е најважното во овој период? Најважното во овој период е следење. Значи, што значи тоа следење? Доколку значи ке пиперот, поготово доколку се запримети увиткување на ливчината или деформитет на листовите, исто и за кај тутунот, одма треба да се реагира. Доколку има увиткување на листовите кај пиперот, значи станува збор за пајаче. Доколку има деформитет на листовите, значи станува збор за трипса. Исто и кај тутунот, доколку има деформитет на листовите, станува збор значи кај трипса или пак станува збор на несоодветно третирање со хербициди кои што останале како резидуи во почвата и му прават проблем на развојот на културата и прават проблем на развојот на културата и треба одма да се реагира. Значи за такви проблеми, јас правам посебни програми, значи стварно има ефект за неколку дена и си тргнува културата напред. Јас ви благодарам за разговорот, само ќе напоменам до сите оние кои што не следат, веќе редовно имаме совети заедно со Ели Ристеска од земјоделската аптека в Италија, која што се наоѓа веднаш до катната гаража кај старата автобуска станица. Можете да дојдете тука лично, да разговарате со Ели, исто така можете и да контактирате со неја телефонски преку Вибер или на други начини, за да можете да и посочите со кои проблеми се соочувате во однос на одгледувањето на одредени земјоделски култури, за да може да се реагира веднаш и да се помогне соодветно на она што е проблемот со земјоделската култура. Уште еднаш благодарам и се надевам дека ова лето ќе помине со помалку стресни ситуации, бидејќи веќе е потребно малку и земјоделците да здибнат. Доколку е правилна заштитата, навистина нема никаков проблем, ни високите температури и онаму каде што нема наводнување, нема проблем, доколку има добра заштита и навремено се реагира. Благодарам.